Па јас верувам дека тоа е така и како што напоменав, се противам на оваа теза која што се шири во јавноста дека младите се апатични и не се заинтересирани за политика. Искрено, Викторија, да ви кажам и понакоја што можеби вие како новинар го следите, особено на социјалните мрежи како коментари, ова морам да го споделам бидејќи навистина ме засега и дека најчесто тие коментари доаѓаат од повозрасни личности. И тоа навистина ме лути кога некако токму повозрасните личности треба да им бидат главен мотив и оние кои што ќе ги подбутнат младите во нивниот живот и во нивните процеси. Мене навистина ме лути тоа кога го гледам од повозрасните личности, но јас затоа ја испраќам онаа порака дека младите самите треба да ја променат таа слика, дека само преку лични примери и преку личен напредок и преку лична промена на себе и работа на себе можеме да постигнеме одреден напредок. Јас велам дека промената од себе секој пат е најтешка. За некого друг можеме да зборуваме дека е лесно да се дадат препораки да се промени, но кога се работи за себе некако е најтешко, посебно навиките да ги смениме, но верувам дека во Македонија постојат мотивирани, вредни млади, интелигентни млади. Секогаш мора да се цениме повеќе самите, не треба тоа да го чекаме од некој друг однадвор да го сподели и да го каже, така што се она кој што значи поддршка од наша страна како институција за младите ќе го направиме и го правиме навистина со огромен фокус, но потребна ни е некако и поголема енергија и поддршка и верба во процесот од страна на младите. Македонија е многу убаво место, Скопје е многу убав град и за живење и за работа во нашата држава, така што се надевам дека ете нашата генерација ќе биде онаа која што ќе направи голем напредок во однос на младинскиот стандард за живот во Македонија.